денес попладне околу 1:30 изби пожар на отворен простор во Удово. Општина Валандово, кој што брзо се расшири, валандовските пожарникари итно беа упатени од страна на градоначалникот на тој пожар. Но неколку минути подоцна, речиси истовремено изби пожар на градската депонија во Валандово, за кој што градоначалникот е убеден дека е намерно запален. Поради ветрот пожарот излезе надвор од депонијата и се прошири на околниот простор, благодарение на втората тура пожарникари кои што веднаш беа упатени од страна на градоначалникот овде. Пожарот беше совладан да не се расшири кон другите страни од депонијата, но побегна горе во родиштата, каде што теренот е исклучително тежок за движење. Веднаш од потоа градоначалникот побара помош со воздухоплови, ер-тракторите итно полета и помогнаа да се воспостави контрола на горниот дел. Остана активен уште еден крак, пред малку можете да видите како ер-тракторот успеа да го совлада, да го намали, но повторно се разгорува. Градоначалник, кажете неколку збора за денешниот пожар. Како што споменавте, прво пожарникарите реагираа на пожарот на депонијата, над депонијата во Удово. Веднаш потоа пријавија за неколку минути дека и овде има пожар над депонијата во Валандово и брзата реакција на некој начин не доведе до ситуација брзо да се реагира, брзата реакција и на ер-тракторите, и се надевам дека во текот на наредните часови овој пожар ќе биде целосно угаснат. Градоначалник, ти честитам на брзата реакција, бидејќи ако не дојда итно овде пожарникарите, ако огнот победнеш нагоре или ова лева моја страна, ќе имавме тежок проблем, ќе го гасевме со денови. Ќе префрлеше горе така, високото прекориот. Затоа е многу важен овој брз почетен одговор, секој чест за валандовските пожарникари, но имате нум дека на располагање ни стоат и доброволните противпожарни друштва, нивните припадници преку тимовите за брз одговор на дирекцијата. Благодарам уште еднаш, останувам овде до крајното гасење на пожарот. Благодарам и на вашата брза реакција.